Следите неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Сдруженијето на судии, господинот Џемали Саити. Судија Саити, вие сте меѓу другото и член на Советот за реформи, за спроведување на реформите во правосудството. Во таа смисла ве прашувам кој е вашиот став за последниот предложен закон, законско решение за обвинителството, за кое веќе неколку месеци не можеа да се усогласат власта и опозицијата. Да, значи од вашето прашање произлегува и одговорот. Значи ние работиме долго време во врска со овој закон. Имаше неколку верзии. Сведоци сме дека последните денови имаме една сосема видоизменета верзија, односно една од верзиите кои беа расправени, но не беше помината на, да кажам, на Советот за реформи. Така да се надевам дека верзијата која сега се предлага, а ценам дека има расположение да се прифати и од опозицијата, барем генерално, ќе биде добро сработена и нема да остави правни празнини кои во иднина ќе представуваат проблематични решенија во однос на действувањето на судот. Така да сметам да ова верзија, која веројатно денеска ќе биде во собраниска процедура, ќе ги затвори сите спорни прашања кои произлегуваа од досегашните три верзии на законот за јавно обвинителство. Дали вие ја прочитавте последната верзија од законското решение? Значи најпоследната верзија од овие денови јас ги видов само некои од решенијата, меѓу кои на пример имате решение каде што овој закон упатува на тоа дека ќе се формира специјално оделение и во судот. Така да сметам дека ако ова решение останува само во рамките на овој закон, е некомпатибилно со законот за судови, затоа што вие не можете за закон за јавно обвинителство да формирате оделение при судот. Во таа ситуација веднаш утре дента кога ќе го усвоите законот ќе го имате првиот проблем околу надлежноста во судот. Така да сметам дека доколку сакаат да воспостават оделение кое ќе биде компатибилно со законот за обвинителство, мора и да истовремено да оди измената и во законот за судовите. Се согласувате ли вие со решението СЈО да биде инкорпорирано во основното јавно обвинителство под капа на обвинителката Вилма Русковска? Генерално ова е единственото можно решение што може во овој момент да се практикува. Значи тоа е единственото решение и во ред е тоа решение. Во однос на и конкретното име немам став и тоа не е прашање кое може во овој момент да се одговори. Дали очекувате и ова законско решение да биде мета на политички пазарења? Политичкото пазарење го има своје косто и дека тоа некаде ќе се одразува. И за жал сите комбинации на грбот на судството се штетни. Неколку пати и на јавната расправа во собрание во однос на закон за судови истакнав дека сите комбинации кои се прават на грбот на судството се штетни. Факт е дека суверенот, тоест народот, преку пратениците ги дефинира законите, постапките. Но би го замолил сега суверенот да прави помалку процесни празнини, слабости кои би се одразиле во однос на нашата примена во практиката. Сведоци сме дека стариот закон имаше доста празнини кои се одразува негативно во функционирањето. Едно од тие празнини се фактот што го истакна пред малку дека навистина треба да се предвидат добри процесни правила за да не дојдем во ситуација повторно да се занимаваме кој е крив, дали судот е крив или обвинителството. Сметам дека пазарањата ќе бидат помалку видливи во текстот на законот. Сметам дека судиите, обвинителите и политичарите нема да се повикат на пржино, туку ќе се повикат на одредбите од законот. Затоа што досега сме биле сведоци многу луѓе да се повикат во кои услови, во какви услови е донесен законот. Воопшто не е битно во какви услови. Битно е што ќе се вгради како одредба. И се надевам дека ќе имаме помалку контраверзни одредби, кристално чисти, јасни одредби кои ќе го олеснат работењето на судството. Судија, како последниот случај кој што го отвори обвинителството за организиран криминал и корупција или во јавноста познат како рекет ќе се одрази на правната држава воопшто, но секако и на институцијата специјално јавно обвинителство кое што уживаше голема популарност и доверба во јавноста? Генерално сметам дека оваа постапка негативно ќе влијае врз рейтингот на судството, врз довербата, но од друга страна доколку се спроведе на вистински начин, иако што во оваа фаза искрен сум морам да признам дека оваа постапка се води поприлично јавно и поприлично на некој фолклорен начин, да кажам, затоа што се уште немаме ние конкретни акти по однос на предметот, доколку е така, како што имаме веќе изјавена пресконференции во однос на тие действија, сметам дека тоа е постапка која треба да се спроведе на таков начин, но
последиците по СЈО се познати, значи негативни се, ќе се обидат веројатно политичките чинители да најдат решение, рамка како тоа да се ублажи во однос на структурата целосна на СЈО, но тука се согласувам со мислењето и на професор Калиџиев, кој го истакна пред ден-два дека судбината на СЈО сепак е врзана со првиот човек, затоа што СЈО е јавниот обвинител, сите други се во функција на обавување на таа дејност. Судија, реформите во правосудниот систем беа најавувани како револуционерни кога пред 2 години дојде на власт сега веќе актуелната влада. Премиерот Заев тогаш најавуваше и генерален реизбор во судството и така натаму. Дали сега после 2 години вие сте задоволен од она што беше сработено токму во оваа област? Не само јас, управниот одбор на Сдруженијето на судиите излезе со ставови околу двете групи на закони кои беа донесени. Сведоци сте дека првата група на закони беа донесени пред 1,5 година, што се однесува на законот за судови и закон за судски совет и сега последните измени кои се внесува исто така на тие закони кои се клучни закони во однос на статусните прашања на судиите и прашањата кои се внесуваат на довербата, функционалноста на судството и така натаму. Ние заследовме став дека е направено видливо поместување, но некои од прашањата останаа нерешени до крај. Иако што нормативно може да се даде позитивна оценка на сработеното, тоа го констатираат и сите меѓународни извештаи, останува ние практичните проблеми да ги решаваме поединечно, како што веќе ги забележува и господинот Прибе во својот извештај. Сведоци сме дека овие некои настани представуваат поместување во однос на решавање на некои проблеми, но останува уште многу работа во однос на конкретната имплементација на тие закони. Зошто тогаш и покрај сите забелешки за кои што слушнавме и од Прибе и од извештајот на Европската комисија, се уште судат суди за кои што слушавме во така наречените бомби? Да, тоа е прашањето кое што веќе и јавноста подолго време се занимаваат и меѓународната заедница и многу други институции. Ова прашање требаше да помине низ призмата на работењето на судскиот совет. Судскиот совет, сведоци сме дека во последно време покажува знаци на оживување, но сепак ќе повторам дека уште е во своето маргинално функционирање. За целиот изминат период имаше пасивна позиција во однос на сите овие процеси и активности и се надевам дека ова прашање они во иднина ќе го решават, затоа што ние не можеме да го решиме од оваа позиција каде што сега се наоѓаме. Сметам дека судскиот совет ќе има реален пристап и ќе ги зголеми своите капацитети, иако што постојат тие капацитети, но само ќе ги стави во функција за решавање на овие прашања кои вие ги начнавте. Судија Саити, кој е вашиот став за ветинг во судството? Премиерот Зоран Заев неодамна ја утврди оваа иницијатива со образложение дека би можело да се доведеме до ситуација да останеме без судии. Кој е вашиот став по ова прашање? Ветингот е многу интересно прашање. Сведоци сме дека во јавноста повремено имаме изјави некојаш одмерени, некојаш неодмерени. По мене 2 групи на луѓе кои даваат такви изјави. Во едната група би ги сврцел луѓе кои не размислуваат воопшто за правните последици што после ветингот, и втората група која што сметам дека веројатно одработува за некоја од политичките структури или некои центри на моќ, кои инсистира без целосна анализа на тоа да се има ветинг. Мојот став неколку пати сум го истакнал и сум апелира пред судиите во крупни настани да ветингот биде процес на само евалуација на судиите. Ние преку нашите одлуки да потврдиме, да докажеме пред јавноста дека навистина носиме правилни одлуки и немаме проблем со тие работи. Во оваа насока морам да го истакнам и ставот на Прибе, кој вели дека имате вие проблем со одредена мала група на судии кои треба да се процесуират и да се види дали навистина имаат негативен пристап во судењето. Вие немате генерален проблем, вие генерално ги исполнувате условите, имате задоволителни капацитети. Затоа сметам дека ветингот пред да се пристапи кон овој процес, доколку се пристапи, треба навистина да се обмисли од аспект на последиците кои би биле после ветинг. Дали ние сакаме прочистување на судии или сакаме состојба да нема кој да суди. Тоа се многу симптоматични прашања, затоа сметам дека премиерот Заев можеби ги овие аспекти ги осмислува, ги опфаќа. Судија Саити, неодамна председателот на Кривичниот суд беше обвинет дека го злоупотребувал АКМИС системот и определувал кој судија на кој предмет ќе работи.
Какви последици може оваа ситуација да отвори во врска со предметите и луѓето кои што веќе биле осудени од така наречените подобни суди? И дали вие мислите дека ќе има потреба повторно да се отворат постапките? Добро, неколку начела ги утврдува Европскиот суд за човекови права. Тоа е право на независен суд и објективен суд, непристрасен суд. Во оваа ситуација, доколку овие начела ги ставате како противтежа на активностите кои, доколку се утврдат дека се вистините во однос на местењето на предметите за употребата на акмисот, значи дека вие сте му ги ускратиле правата на граѓанинот во однос на таа постапка. Значи, вие сте му дале судија не по случаен избор, независен, непристрасен, туку сте му дале судија кои сте вие сметале дека треба да му дадете. Во таа ситуација сметам дека може да се појават елементи, маргини од каде што може да се почнува и во повторување, да се влезе и во повторување на постапките, зависно од конкретните предмети кои се појавуваат во практиката. Судскиот совет на Република Северна Македонија многу ретко ги посетува судовите и врши увид во нивната работа. Ова е наведено во препораките на Комисијата за надзор од Министерството за правда. Како според вас би можела да се подобри и улогата, но и ефикасноста на Судскиот совет? Јас и во многуте разговори со Брисел кои ги имавме во однос со Судскиот совет го протежирав системот на полупрофесионален судски совет. Тоа е впрочем вградено во стратегијата, токму од тие причини. Тоа значи дека судиите кои би биле членови на судски совет би биле волонтерски вклучени, не со целосно работно време, така да за да може да се направи таа спојка и целосен увид во работењето на судовите и работењето на судскиот совет, но за жал не беше прифатена таа идеја покрај тоа што е во стратегијата да се озакони, но генерално сметам дека судскиот совет треба да биде поактивен во однос на овие активности. Тука затајува и активноста на повисоките судови. Јас искрено ќе кажам дека огромна улога има Врховниот суд во посета на пониските судови. Таа улога ние помалку ја практикуваме и тука исто така си давам за право да се самокритикуваме. Недостатокот на судии и на обвинители честопати се посочува во јавноста како причина за бавните судски постапки, за долгогодишните судски парници и за нерешените судски спорови. Од друга страна, во внатрешноста, судовите од внатрешноста честопати се жалат на тоа дека имаат недостиг од кадар, а пак во исто време Македонија има повеќе судии од европскиот просек. Нешто во целата оваа работа не звучи логично. Каде е тука проблемот, судија? Да, според мене, значи судски совет во ова време се обидува овие работи да ги затвори преку тој механизам на делегирање на судии од еден во друг суд, но тоа не е вистинското решение. Решението на тој проблем што вие го поставувате е прераспоредувањето, односно равномерната распределба на судиите по сите судови во државата. Судија Саити, ви благодарам што бевте дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Благодарам и нас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.